Република Македонија од 2010 година заедно со синдикатите и со Организацијата на работодавачи потпише исклучителен значаен документ, а тоа е спогодбата за формирање на економско-социјалниот совет, во кој се дефинираа сите критериуми за репрезентативност и за партиципиенти, односно учесници во тој совет, во кој учествуваат синдикатите заедно со представници од владата и представници од работодавачите. Денес се направи обид да се направи да се елиминираат тие претходно утврдени критериуми и сметаме дека во секој случај станува збор за повреда која ги онеправдува сите останати синдикати од Сојузот на синдикатите на Македонија кои не беа поканети и кои не беа присутни. Тоа значи беше според нас утврден селективен пристап на присуство на исклучените синдикати, на некои други синдикати, додека не присуствува и не беа повикани синдикати кои ги застапуваме и Конфедерацијата на самостојни слободни синдикати и Сојузот на синдикатите на Македонија. Република Македонија добиваше исклучително значајни препораки покрај останатото и заради зголемувањето на капацитетите во социјалниот диалог, а точно заради претходно утврдениот систем на репрезентативност. Како синдикати не сме против никакво вклучување на останатите синдикати во делот на процесот на разговарање за сите актуелни проблеми, напротив, го поздравуваме како инклузивен пристап, но сме против нарушување на системот на преговарање. Нарушувањето на преговарачкиот систем и нарушувањето на системот на репрезентативност може да предизвика хаос во Република Македонија и може да предизвика тешко нарушување во делот на преговарачките позиции на колективните договарања. Кога сум како колективното договарање, сакам да упатам една порака до работниците од приватниот сектор во Република Македонија. Не треба да се грижат, не треба да бидат вознемирени. Колективниот договор за приватен сектор ќе биде и понатаму продолжен со Организацијата на работодавачи, без оглед на тоа што некој тврдеше дека Министерството може да го оспорува или не, согласно Законот за работни односи и согласно меѓународните стандарди на трудот, исклучиво синдикатот, во конкретниот случај Сојузот на синдикатите на Македонија како репрезентативен во приватниот сектор од областа на стопанството и Организацијата на работодавачи на Република Македонија постигнуваат консензус, зашто брзо ќе бидете информирани и официјално, дека колективниот договор ќе продолжи и дека сите оние надоместоци, вклучително и регресот за годишен одмор и К15 ќе биде примен од страна на вработените. Тоа значи дека максимално ќе ги заштитиме сите работници, ќе го заштитиме правото на регрес и К15, како и останатите додатоци на доместоци кои ги утврдивме во колективниот договор за приватен сектор и нема да дозволиме дополнително мешање, се со цел да се елиминира важноста на тој колективен договор. И трето што сакам исто да искористам можноста покрај сето ова, да укажам на фактот дека задолжително Министерството за труд, посебно трудовиот инспекторат, треба максимално да ги вложи своите напори. Упатуваме апел да се зачуваат безбедните и здравите услови при работа во овие услови на тешки пеколни горештини, да се почитуваат нашите укажувања како Сојуз на синдикати на Македонија, да не се работи од 11 до 17 часот. За жал, тука сме пред Министерство за труд и еве гледаме како се работи во 14 часот. Исто така треба да се почитуваат и посебно да се заштитат посебните категории на лица, бремени лица, повозрастни лица, лица кои се хронични болни и исто така да се изврши прераспоред на работното време. Ова е обврска која работодавачите го има, а државата мора да го спроведи заради тоа да ги заштитиме нашите работници, се со цел да ги елиминираме опасностите од колабирање и останати несакани последици. Изјавите за безбедност и здравје при работа и измената на Законот за безбедност и здравје при работа се многу јасни, каде што упатуваат дека во вакви услови треба заеднички да се формира план, каде што ќе се утврдат ризичните работни места, каде што се утврдуваат оние работни места кои се изложени на сонце и од тие причини апелирам до сите синдикалци и до трудовата инспекција заедно да работат за да ги елиминираат овие опасности.